Добре дојдовте во нов Асном. Живееме во едно постизборно време, 6 месеци, 7 месеци после изборите, каде што полицијата во овие последне месец дена има многу активности за гонење и сузбивање на криминалот во држава. Од шверц на цигари, дараночно затајување, фаќање бегалци од затвор, справување со криминалната група Барон од Арачино, наоѓање бункер со оружје и муниција и така натаму. Имаме на изглед една бескомпромисна борба против криминалот. Во тој контекст имаме исто така тужби против Артан Груби, бившиот премиер Ковачевски, еден судија Беџети и така натаму. Едно што може да се забележи е дека до сега целата оваа борба против криминалот има една заедничка НЗС, а тоа е дека се работи за еден економски криминал, а криминал од каде што луѓето кои го прават имаат своја економска добит. Но како и да е, ние у последните 6 години македонците претрпевме една многу голема национална траума, каде што името наше се смени под едни крајно криминална атмосфера и клима, и во тој контекст имавме одредени действија кои што наведуваат на еден национално предавство и национален криминал. Например, Преспанскиот договор потпишан од министерот за надворешни работи наместо од председателот. А указот за законот за Преспанскиот договор не е потпишан од председателот, потпишан е од председателот на собранието, а не председателот на државата. Начинот и околностите под кои се смени нашето име и гласањето за особено кај 8 пратеници доведува до тоа дека имаше одредени криминални действувања. Сега за сега оваа влада тоа не го истражува, ниту па презема никакви действија. Очекувам да не преземат никакви действија и да го закопаат овоа прашање, затоа што ВМРО-ДПМН за жал го прифати Преспанскиот договор и со прифаќањето на Преспанскиот договор он го прифати предавството. И во тој контекст со негонење на криминалот што се случи во врска со нашето предавство, ВМРО дава сигнал, а тоа е да предавството во иднина продолжи од нашите македонски предавници. Така да што ова е многу лош сигнал со кој се праќа една јасна порака. Кој да е во Македонија, дали е македонец или било кој, нека си продолжи со предавствената политика, затоа што нема да има никакви репрекусии за тоа. Ова е еден црн сигнал и кој и понатаму треба ние да се соочиме и во иднина, затоа што непостапувањето против криминалците кои го извршија предавството само значи нивно окуражување во иднина да бидат поагресивни, поагилни во против политиките кои ги водат против нашиот народ и нас самите. Од друга страна, црната листа што сад ја обелодени, ставајќи го Груби и Беџети на судијата Беџети на листа на црната листа, му даде огромен ветер во грб на премиерот Мицкавски, на владеачката гарнитура, за да се справи со корупцијата и криминалот. Тоа е за дефинитивно за поздравување и јас им пожелувам се најдобро во нивната борба против корупцијата и криминалот, но од друга страна се поставува прашањето околу кривичниот закон за кој и ВМРО-ДПМН гласаше. Истиот кривичен закон ги релативизира казните на функционерите, го скратува времето на застареност и така натаму и така натаму. Така да се поставува прашањето. Чуму ќе ги гоните истите, кога
кога казнениот, кога кривичниот закон е многу благ со давање казна на криминалот што произлегува од корупцијата и економскиот криминал на владините функционери. Тоа е нешто што дефинитивно треба да се има на ум, но исто така треба да се ум и начинот како САД ги даваат на црна листа лицата. Дали имаме врз која основа, која е таа документација, кој е тој правен процес кој што САД ги ставаат лицата на црна листа. Ние немаме никакви информации, немаат ни нашите институции за ова прашање и дури имаме потврда од председателката Силјановска и со самото тоа што немаме никакви информации, тоа ни дава право за нас ние да се сомневаме како е дојдена информацијата за Артан Груби и судијата Беџети, со оглед да едниот бил во судскиот, а другиот бил во извршниот систем, тоест дел од владата и дел од судскиот систем. Тоест, САД или го убили истите системи и ја земали информацијата, или некој доушник им ги дал информациите со кои они донеле таква одлука. Тие се двата одговора, а при тоа никој од нашите не биле и информирани, ниту па знаеле за такво нешто. Тоа е загрижувачки и само еден показател дека нашата држава не е безбедна во однос на било кој странски фактор, ако сака да не буши како швајцарско сирење, без разлика кој тој да е, дали е пријателски или непријателски. Исто така, американците под нас сакаат транспарентност, отчетност, демокрација и така натаму. И тука се соочуваме со едни ја би рекол оксиморонски и противречни политики од нашите западни партнери. Како и да е, во овој момент и ВМРО ДПМН јава на бранот на популарноста и нивниот став дека се спремни да се справат со корупцијата и криминалот води до големо одобрување на народот, што јас им пожелувам секое добро и ги поздравувам нивните намери да се справат со корупцијата, но за жал нивниот сигнал кон предавниците е погубен за нашата иднина. И ние сите ќе платиме цена за тоа во иднината и тоа треба да го знаеме. Како и да, но во тој контекст, кога се работи за црната листа и бегството на Артан Груби во Косово, тој уште еден показал колку е овој наш систем порезен и колку лесно е на функционерите кои биле на власт да бегаат надвор од државата за да се спасат од било какво клинично гонење. Го имавме бившиот премиер Груевски како еден пример и сега Груби како друг пример. А што е иронијата која се работи за Груби е тоа дека он отиде во Косово. Косово кој иде на Косово и беше инициран неговата цела оваа постапка околу Груби ја покрена американците. И Груби, бегајќи од американците, отиде во Косово кој е протекторат од американците. Ова е цела иронична ситуација која ни се случува на нас, а се потврдува уште еднаш дека Косово е извор на нестабилност, заштитник на криминалци и заштитник на убици, како што се дечките од Смилковско езеро, двајца кои се уште Косово им дава заштита. Тоа се условите овие кои што живееме ние и кои што нормално треба да се справиме. Како и да е, на изглед Дуи е еден од најголемите политички загубари, кои ставене во еден политички ќош и оневозможено му е неговото делување за што поширока имплементација на делови од Охридскиот договор, кои се погумни за нас, а Дуи сака да се имплементираат во сите капилари на нашата правна држава.
Но за да видиме дали ќе има репрекусии вистински, идните локални избори ќе го кажат тоа дали дури Дуи ќе претрпи сериозен пораз или не. До тогаш има време. Сега за сега они се во еден политички ќош. Владата јава на бранот на оваа популарност, додека па американците драстично и драконски се мешаат и ги моделираат политичките процеси во земјата, остварувајќи своите цели. Ова беше се за денеска. Ви благодарам што ме слушате и ви пожелувам се најдобро.